Почитувани гледачи на Мак Медија, јас сум Весна Милевска. Во мојата кариера во индустрискиот сектор и со директен контакт со клиентите, се повеќе ми стануваше јасно дека повеќето од луѓето се во несоодветни финансиски портфолија. Причината за ова е недоволно знаење или информации на банкарскиот систем и продуктите што ги нудат банките. Работејќи како финансиски советник во една од најголемите 5 банки во Канада, се повеќе го гледав начинот на кој банките го остваруваат својот голем профит. Ова ме инспирира да ја напишам книгата Financial Hacks, How much are you paying to your bank, односно финансиски хакери, колку и плаќате на вашата банка. Би сакала да ви помогнам преку едноставни совети како да превземете контрола врз вашите пари и стратегија како да заштедите стотици долари. Во книгата има се што ви треба да знаете за сите понудени услуги, почнувајќи од најосновните checking акаунт или тековни сметки, saving акаунт или штедни сметки, кредитни картички, моргиджи или хипотеки, што се кредити за куќа и многу други информации во областа на инвестирање, пензионо планирање, осигурување и така натаму. Најосновното е да имате комплетна слика каде сте во моментов, колку се вашите примања и кои се вашите трошоци. Така наречените cash flow statements, кои може да ги најдете на секаде на интернет, се многу корисни. Пополнете ги сите трошоци кои ги имате месечно. Ако примањата се поголеми од трошоците, тогаш сте на прав пат. Ако сте во минус, тогаш е неопходно да креирате буџет кој ќе ви помогне да најдете решение каде да заштедите и ги елиминирате непотребните трошоци. Тековни сметки или checking accounts. Во модерниот свет е незамисливо да се функционира без тековна сметка. Сите добивате месечни извештаи од вашата банка, погледнете колку плаќате секој месец на service charges или провизија. Најевтината тековна сметка во просек има $4 провизија и ви дава 10 транзакции месечно. За секоја додатна транзакција плаќате повеќе. Најпопуларни сметки во Канада се така наречените Unlimited Transaction Checking Accounts, односно нелимитирани број на транзакции. Тие чинат отприлика $15 месечно. Овие трошоци можете да ги избегнете ако чувате одреден баланс на вашата сметка. Да вклучиме малку математика. Ако плаќате $15 месечно, ќе ве чини $180 годишно. Ако имате $2000 на штедна сметка, ќе добиете од банката најмногу 2% камата, што е $40 годишно. Прашање, дали е подобро да имате баланс на вашата тековна сметка и да ги избегнете тие $180 провизија или банката да ве награди со $40? Одговорот е едноставен. Ако немате потреба од одење директно во банка и контакти со телерите, тогаш треба да размислувате за алтернативни банки кои ги има неколку во Канада, како што е President's Choice. Тие не бараат никаков минимум баланс и сите услуги се бесплатни, вклучувајќи и бесплатни чекови. Ви овозможува да ги користите банкоматите или така наречените ATM machines на CIBC банката. Saving accounts или штедни сметки. Штедните сметки се многу важни и овозможуваат да чувате пари кои се секогаш достапни во случај на непредвидени и ургентни ситуации. Одберете најдобра сметка без провизија со најдобра камата и прашајте за бесплатен директен трансфер кој ќе ви овозможи директно префрлање на мали суми пари од вашата тековна сметка на штедната сметка. Ова можете да го правите неделно, двонеделно или месечно. Само со $25 двенеделен трансфер ќе бидете изненадени колку ќе имате на крајот на годината.
Инвестициите се многу општирна тема. Тие се директно поврзани со камата, состојба на сток маркетот и ризикот што можете да го толерирате. Многу е важно да одберете добар финансиски советник кој ќе ги разбира вашите потреби и ќе ве советува правилно зависно од вашата цел. Нема да биде воден од собствените цели за остварување провизија. Секогаш имајте бар 3 интервјуа со финансиски советници, професионалци и не се плашете да поставувате прашања кои ќе ви дадат јасна слика за вашите пари. Retirement planning или пензионо планирање. Уште една голема тема и дилема. Колку приход ви е потребно во пензионерските денови? Се зависи од стилот на живење. Златно правило е 70% од приходите што ги имате пред пензија. Лепизата на продукти е голема. Бидете сигурни во можностите што постојат и се достапни за вас и секако консултирајте се со професионален советник кој ќе ви даде перспектива и пресметка како да дојдете до посекуваните приходи во вашите пензионерски денови. Кредитно биро и кредит рейтинг. Ако немате добар кредит рейтинг, банките нема да ви дадат најдобра камата, а во случај да имате под 650 поени, нема да ви одобрат никаков кредит. Максимум поени на канадското биро се 900, а добра кредитна историја е повеќе од 680 поени. Многу фактори влијаат како ќе бидете бодирани. Најважно е да се плаќа бар минимум пеймент во рокот кој ви е даден во извештајот. Доцнењето и еден ден ве чини 50 поени. Ако имате лимит од $10,000 на вашата кредитна картичка, тогаш најдобро е да не трошите повеќе од 5,000, што е 50% од одобрениот лимит, или не повеќе од 70%. Многу канаѓани се изненадени кога ќе чујат за поимот too many inquiries. Што означи ова? Оптимално е да барате кредит 2-3 пати годишно. Ако одите од банка до банка и барате одобрување, например за кредитна картичка или било кој друг заем, секој од банките ќе ви ја провери кредитната историја. Секој втор, трет пат проверување ќе ве чини 25 поени. Затоа бидете многу внимателни. Кога барате информации, веднаш информирате банката дека во моментот барате најдобра опција и не сакате да ви го проверуваат кредитот. А одобрение ќе добијат кога ќе се одлучите со кого ќе заклучите договор. Ова се само 3 совети. Постојат многу други фактори кои влијаат на тоа како сте водирани од финансиските институции кои праќаат месечни извештаи за вас до кредитното биро. За сите детали можете да прочитате на веб страницата на www.financialhacks.ca. Кредитни картички. Ова е уште еден продукт без кој тешко ќе можете да функционирате во модерниот свет. Колку кредитни картички се навистина потребни? Советот е 2 различни. Например, Mastercard и Visa, American Express и Visa или било која друга комбинација. Кога правите одлука, најважно е да проверите колку е каматата или колку се годишните провизии ако ги има. Многу картички нудат различни привилегии, но затоа имат годишна провизија или физ. Истражете дали вашата картичка ви дава она што ви треба и дали е вредно за овие привилегии да плаќате годишни провизии. Второ, што е апсолутно критично при одлуките е дали го плаќате целиот баланс потрошен во текот на месецот или плаќате само минимум. Ајде пак малку математика. Ако имате баланс од $5,000 и плаќате само минимум 3%, што е $150 месечно, ќе ви треба 17 години и 4 месеци да го отплатите овој долг. Во меѓувреме, на банката ќе платите $5,188 во камата и на крајот ова што го купивте пред 17 години ќе ве чини $10,188. Повторно погледнете го вашиот месечен
извештај и ќе видите дали вашата кредитна картичка е соодветна за вашите потреби. Постојат картички без годишни провизии и со мали камати. Ако имате неисплатени баланси повеќе од 3 месеци, тогаш би требало да имате една од овие картички со помали кредитни стапки. Loans или заеми. Заемите се обично краткорочни решенија за одредени потреби од 1 до 5 години. За разлика од кредитните картички, имаат помали камати. Најпознати се заеми за коли, студентски заеми или така наречени лични консолидативни заеми, каде што ги собирате сите неисплатени долгови во еден заем со помала камата и со точно одредена месечна отплата. Ќе бидете изненадени од каматите од банка до банка, условите и можностите. Пред да се одлучите на заем, направете истрага што се нуди и која е најевтината и најдобрата опција за вас. Линии на кредити или line of credits. Многу слични на кредитните картички, со помала камата и се одобруваат само на клиенти со добар кредит рейтинг. Кредити за куќа или моргиджи, во некои земји хипотеки. Купувањето куќа или стан е една од најголемите финансиски и емоционални одлуки што ги направите во вашиот живот. Подготовката да земете кредит за куќа или така наречен моргидж треба да биде детална и секоја информација треба да биде разгледана за да знаете што ве очекува во долгите години на отплаќање. Најпрво, дали сте финансиски подготвени? Потоа, каква куќа? Која локација? Големина? Цена? Што е најоптимално за вас? Дали имате добар real estate агент, mortgage брокер, адвокат, home инспектор? Потоа следува истражување, знаење и подготовка да направите најдобра одлука за финансирање на вашиот дом. Ако не сте доволно информирани, може да ве чини илјадници долари. Запознајте се со типовите на кредити: фиксен или варијабилен, затворен или отворен, начин на отплаќање, амортизација и така натаму. Немој да мислите дека вашата банка со која сте долги години ќе ви даде најдобра камата. Истражувајте која банка нуди најмала камата и најдобри услови. Каматите може да се преговараат. Секогаш барајте колку е нивната најниска камата и колку се подготвени да ви ја намалат за да заклучите кредит со нив. Пак малку математика. Да речеме, имате 100.000 долари моргидж со 5% камата и со 25% амортизација. На банката за овие 25 години ќе платите камата од 110.000 долари. Ако ја намалите оваа камата само за половина процент, тогаш ќе платите 98.000 долари, што е заштеда од преку 12.000 долари. Ако имате просечен моргидж од 300.000, што е просечен моргидж во Канада, тогаш заштедата ќе биде повеќе од 36.000. Тоа се многу пари. Ако го отплаќате моргиджот секои 2 недели, наместо месечно, ќе заштедите уште накнадни 11.000 долари. И ќе го отплатите вашиот моргидж за 21 година наместо за 25 години. Ова се само неколку совети. Кредитите за куќа се многу комплексни и секоја мала неправилна одлука ќе ве чини илјадници долари. Ова поглавје најде на голем интерес кај читателите кога беше објавено во глобален мейл. Сега, кога следниот пат ќе се прошетате во финансиските дистрици во вашиот град, забележете кои се најубавите објекти. Во секој поголем град, мермерните преубави облекодери и припаѓаат на банките. Колку вие сте им платиле на банките? Се надевам дека ќе ја најдете книгата и ќе ги прочитате сите информации што ви требаат и ќе станете финансиски способни да правите најдобри одлуки и земете контрола на вашите пари. Сите заслужуваат финансиски успех. Благодарам.